Македонија едва и успеа да набави поголема количина на вакцини, ама нема стратегија како да ги мотивира граѓаните да се пријават за вакцинација. На веб страницата Вакцинација МК досега се пријавиле едва и 25% од граѓаните, кои според најавите на надлежните би требало да се имунизираат. Приоритетни уште од стартот на вакцинацијата се повозрасните граѓани, но и кај нив интересот е слаб. Вакцинацијата не е задолжителна, но има ли владата стратегија како да ги поттикне граѓаните да седнат на вакциналното столче? Министерот Филипче не гледа проблем во одзивот на граѓаните, ниту пак размислува преку символична награда да ги мотивира да се имунизираат, како што тоа го направија други земји. Мислам дека нема потреба за никаква форма на награда. Оваа дополнителна бројка која што е пријавена од некаде крајот на месец мај, крајот на месец април до сега 130.000 нови граѓани како започна вакцинацијата со вакцината на Синофарм, мислам дека е добар знак. И за сега навистина има добар интерес. Дел од кампањата почна, дел дополнително ќе започнат и преку владата, Министерството, Канцеларијата за врски на Европската Унија, и јас сметам дека за сега одзивот и интересот е навистина добар. Дека владата нема конкретен план за подигнување на јавната свест за вакцинација докаже изјавата на премиерот Заев, кој минатата недела рече дека допрва ќе се бара начин како преку медиумите да се пушти јавна кампања. За разлика од Македонија, српските власти со конкретни мерки нудат по 30 евра за секој граѓанин кој ќе прими антиковид вакцина. По ваквата мерка, сликата на вакциналните пунктови во Србија драстично се промени, па сега таму граѓаните чекаат во ред за имунизација. И Германија усвои детална стратегија за вакцинална кампања. Тамошните власти им дозволија на сите вакцинирани граѓани да се вратат на вообичаениот начин на живот, без протоколи и без ограничувања, што значи за нив нема да важи ниту полицискиот час, ниту ограниченото движење. Ке смее да седат во кафулиња и да не носат заштитни маски. Израел беше првата земја која ги олесни рестрикциите за граѓаните кои примиле вакцина.